Денеска сме во посета на општина Радовиш. Имаме средби со граѓани, средби со стопанственици и со сите оние кои што се заинтересирани да не видат и да не слушнат. ВМРО-ДПМНЕ има најдобрата програма за општина Радовиш и најдобрите кандидати и за градоначалник и за советници. Убеден сум во победа на локалните избори на 17 октомври. Сметам дека е известно дека Ацо Ристов е новиот градоначалник на општина Радовиш и повикувам на масовна голема излезност со цел работата да се заврши уште во првиот круг, да победи во првиот круг, за веќе од 18 октомври да почнат да се менуваат работите тука во Радовиш. Исто така имаме исклучително квалитетна советничка листа која што се надевам дека ќе добијам мнозинство за да има една синергија помеѓу советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ и градоначалникот предложен од ВМРО-ДПМНЕ за да заеднички се реализираат проектите, а после известната победа на локалните избори очекувам и промена на владата, односно ново парламентарно мнозинство во рамки на Македонското собрание, така што влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ со градоначалник и совет исто така предложени од ВМРО-ДПМНЕ ќе можат заеднички да ги реализираат проектите. Проектите се бројни, низ деновите наназад и деновите кои што доаѓаат, тие беа и ќе бидат презентирани и значителен препоред за Радовиш, нешто сосем различно од она што е досега. Всушност, најдобар доказ за неуспехот на досегашната власт во Радовиш е тоа што има еден сериозен конфликт помеѓу досегашниот градоначалник и досегашниот претседавач на совет, па досегашниот градоначалник оди како кандидат сега од помалиот коалиционен партнер на СДСМ, а досегашниот претседавач на совет оди како нов градоначалник, кандидат за градоначалник, така што гледаме дека има еден сериозен конфликт кој што стигна и до физички пресметки кои што ги гледавме во медиумите, што само говори дека тие луѓе се тука за интерес, а не се за да создаваат проекти за Радовиш. Всушност да беа за проекти ќе реализираа нешто во овие 4 години, а немаше да дозволат да луѓето се иселуваат од Радовиш, а 2000 луѓе секој утро да одат надвор од градот да работат, затоа што немаат услови тука во градот да го најдат собственото вработување. Така што разликата е јасна, разликата е очигледна, разликата е, мислам дека многу класи во корист на ВМРО-ДПМНЕ и очекувам поддршка не само од македонците, и од турците, и од сите кои што живеат во градов, затоа што за сите всушност не се реализира ништо во изминативе 4 години, а ние имаме бројни проекти за кои што гарантираме реализација и исто така да се стави крај на неодговорното однесување, се стави крај на криминалот и неработењето и да се даде шанса на луѓе кои што сакаат да остават нешто позади себе. Ацо Ристов е реализиран човек кој што се докажал и човек кој што покажал во животот дека знае да реализира проекти. Мотивот за да стане градоначалник му е да остави нешто за градот, за разлика од овие на кои што мотивот им е да направат нешто за себе и тоа е јасната разлика помеѓу нас и помеѓу сите останати. Благодарам, поеле ако има прашања. За подкуп од страна на власта. Имено можевме да погледнеме на снимка од Битола, каде што се врши истоварење на пакети од бомбиња. Ваш коментар е за тоа? Она што го видовме во Битола е сериозен знак на очајот со кој што е соочен СДСМ и особено нивниот кандидат во Битола Христо Кондовски, кој што е најголемиот бандит воопшто кандидиран за градоначалник било каде низ Македонија. Кажав како што од Струмица прават Заевград, сакаат од Битола да направат Стентонград, но нема да им успее таа желба и тој проект, затоа што битолчаните ја казнат. И во очај, соочени со јасниот пораз кој што им следува на избориве, се обидуваат да прават подкуп, особено помеѓу ромското население на Баир. Веројатно знаат, но еве да ги информирам и пред јавност дека изборен подкуп е сериозно кривично дело, за кое што казна затвор од 5 години нагоре, и ќе одговараат после овие избори, а го повикувам Министерството за внатрешни работи уште веднаш да ги процесуира, доколку тоа не го направи затоа што се работи за кандидатот владеачката СДСМ, тоа ќе се направи после промената на владата, кога ќе бидат ослободени институциите пред се судството и обвинителството. И еден апел до сите останати да не се обидуваат да го прават тоа што го прави Христо Кондовски во Битола, затоа што ќе одговараат, а прашање за него да одговори дали ова што се обидува да го подели како изборен подкуп е резултат на парите кои што ги добива од тендери, дали е за Рек Битола, дали е за Браната Отење или за останати големи проекти, или за оној легендарен мост во Прилеп кој што буквално е некој 200 метри, е најскапиот мост во светот, чини дури 1.000.000 евра со 3 анекси
кои што беа направени, така што за сето ова ќе има одговорност после промената на власта. Дали имаме други прашања? Благодарам.